И Тони Ристовски ни е веќе во студиото за една актуелна изложба која што допрва ни следува на 26 април во Музеот на современа уметност. Ќе се одбележи 10 годишна работа на проектот, би го нарекла Вики експедиции. Овој пат изложбата е насловена во допир со Македонија 10 години Вики експедиции. Човекот кој што е иницијатор, можеби и основач, јас така те насловив, Тони Ристовски, ние денес во студиото и добре ни дојде. Ќе зборуваме за убави работи, за македонската традиција, за обичаите кои што верувам дека веројатно поинако е кога ќе ги доживееш лично. Да, на терен е сосема различно, така е. И сосема е поволно за оние кои што се посетители на Википедија да можат да прочитаат и да имаат достапни информации за некои можеби понедостапни места во нашата земја. Па може Тони еве така да започнеме. Како започна приказната со Вики експедиции, некако сумирано бидејќи се 10 години во прашање. Да. Вака најпрво благодарам на поканата и за издвоеното време што може да ја представиме изложбата следната сабота. Се работи за проект кој се спроведува во повеќе земји во Средна и Источна Европа. Најпрво започнало во Полска, Украина, па има нешто и во Чешка. Идејата дојде во 2012 година кога јас присуствував во Белград на една конференција, видов како тие го спроведуваат и добив идеја зашто ние да не го спроведеме во македонските села. Најпрвен во 2015 започнавме како екипа која не беше компактна, се менуваше често пати во таа прва година. За сега да имаме 4 членови, како јадро, може да ги наречеме, јас како истражувач, некој што прави список каде би оделе, што би посетиле, однапред знаеме што сакаме да посетиме, иако многу често македонските села и нашата држава, бидејќи не е доволно мапирана и означена, наидуваме на нови работи кои не постојат нигде во базите и токму тоа е убавината на овие Вики експедиции, затоа и е експедиција, затоа што не знаеме што може да начекаме на терен. А тоа го прави повозбудливо сето тоа, така? Така е, да. Имаме многу разни ситуации каде што мене најмногу кејф, како да кажам, ние кога ќе откриеме нешто што не постоело претходно. Постоењето ние, откривањето наши, подоцна значи прикажувањето на тие фотографии и користењето на Википедија како енциклопедија која сите ја користат, го правиме да нашите граѓани да можат конечно да добијат платформа каде што можат да ги видат овие убавини. Оно кое што е вредно е твоја привилегија е да можеш тоа на вистински начин да го доживееш и на овој начин да го пренесеш за оние па кои што ќе имаат можност тоа да го видат на изложбата. Рековме и дел од нашата тема е може да се прочита на 26 април во Музеот на современа уметност, а ако зборуваме малку наназад низ годините и ако кажеме дека една декада шетање има по македонските села, односно низ Македонија, документирани 1122 цркви и 172 џами низ скоро цела Македонија. Веројатно што ни самите ние како македонци толкава бројка и кои точно се и каде не ги знаеме. И одлична можност како за нас, така и за цел свет да го види сето тоа пренесено на еден таков начин. Сега во склоп на тоа шетање и што е она што се долува или ќе се долови на самата изложба може да позборуваме. Да, па мислам дека гледачите може да видат во меѓувреме. Тоа се избраните фотографии кои ние ги одбравме за оваа изложба. Се работи за бројка од 100 фотографии. Се трудевме да бидат најразноразни, значи да не бидат застапени само градби, туку да бидат и природни знаменитости, дронски снимки да имаме, бидејќи од 2022 година имаме дрон, па малку од птичја перспектива се поразлични фотографиите. Исто така да не бидат само застапени само ветски објекти, бидејќи иако во нашите села највредните архитектонски градби се ветските објекти, сепак се трудевме да бидат застапени и архитектурата на самите куќи, така што има баш разновидна и градби и природни знаменитости.
Да, интересно е не само да ги доживеат вака значи граѓаните кои ќе дојдат на изложбата, туку и ние се трудевме на секоја од овие фотографии да бидат означени каде се наоѓаат и подоцна значи и што е прикажано, па и самите да се впуштат во... Да имате причина да појдат и во живо да ги доживеат. Да. Тони, сте се изненадали ли посебно од некое место кое што било и откритие за вас? Затоа што велите дека сакате да одите во природа, да некако се изгубите можеби во убавините кои што ги нуди нашата Македонија и оттаму и сите овие документирани моменти, затоа што навистина имаме делови за кои што можеби ни ние не сме свесни дека постојат. Па кога сте на терен, како одбирате каде ќе одите, од кое место вака си посебно фасциниран од нашата Македонија? Да, бираме начинот на нашиот избор е најмалку фотографии што постојат на Википедија и општо на интернет. Така да нашата цел беше од најмалку посетените, па се движиме кон повеќе посетените работи. И можеме да кажам дека битолскиот дел на Мариово ме изненади, бидејќи ние за Мариово имаме представа дека се работи за нешто суво, нешто што е не толку населено, празно, дека нема ништо таму, додека во битолскиот дел на Мариово имаше шума, имаше зелена вегетација, многу градби што може да се видат, например, таму е мостот од Зовиќ, реката во која може дури да се бањаш, Градешка река која е посебно убава, Старавина и Градешница исто така се таму. Така да некако тој дел ми оставил со најмалку очекувања, а сум се вратил со најзадоволен, како да го кажам. Еве, неизбежно прашање ќе биде веројатно дали при ваквата прошетка имаше можности да се запознаеш, да разговараш со мештаните на тие места, значи на одредени македонски села, а исто така и она кое меѓу другото ги привлекува туристите и секогаш за тоа зборуваме, апсолутно секоја чест за оваа промоција, бидејќи е голема промоција за нашата земја, ги привлекува и македонската традиционална храна, а она кое што ги имаме обично во урбаните средини се разликува со тоа што ги има по селата. Па верувам дека си имал можност и такво нешто да вкуси во комуникација или гостопримството кое што ги имаат мештаните и тоа е еден исто добар момент. Имајте на ум дека во некои тие села тие пат гледаат луѓе, како некој од надвор што ги посетува. Бидејќи ние посетуваме села по земјени патишта, па така да комуникацијата е баш интересна. Секогаш добиваме покани за особено ракија, кафе, седнете да помоабетиме и слично. Најчесто ние не имаме време, бидејќи се трудиме да посетиме што е можно повеќе, но некогаш е неизбежно, седнуваме, моабетиме со нив. И да, тоа е едно од можеби најдобриот дел на самата експедиција, контактот со самите мештани. Со мештаните, да. Верувам дека е тоа вистинско уживање и кој би можел да одолее на добра храна и домашна ракија, така, во такви моменти, малку ќе се подзаборави работата. Тони, што е следната експедиција? Ако веќе зборуваме за овие бројки кои што и Ивана пред малку ги спомена, за тоа колку села се посетени, над 18.500 фотографии имате кои што ги имате направено изминативе години. Веројатно се уште Македонија е неистражен целосно простор, па што е следната експедиција? Каде ве води патот? Па ние бидејќи на нашиот Инстаграм често објавуваме каде сме биле, имаме и карти што сме посетиле. Имаме реакции дека никогаш не сме биле во Струмица и тоа е точно, освен во Радовишкиот дел не сме биле во Струмичката котлина. Така да првата експедиција оваа година ќе биде токму таму. А причината зашто ја избегнувавме беше дека имавме многу активен корисник на Википедија, па така да веќе имавме некои фотографии од таму и како што ја кажав, причината ние идевме по најмалку фотографии не беше некој критериум, а вамо веќе имаше некои фотографии, па се трудевме и затоа дури 11-та година ќе идеме во Струмичкото поле. Одлично. Тука некаде би требало да го завршиме разговорот со ветување и за следно закажување на наша средба во делот на нашата утринска тема, каде што сето ова ќе го опфатиме и од малку поинакви агли. Поводот за денешното гостување беше првенствено да ја најавиме изложбата и потсетуваме уште еднаш на 26 април во
Музеот на современа уметност, ќе имаат можност сите оние, само да колку беше часот? 18 часот. Ќе имаат сите оние кои што ова им го привлече вниманието, а сакаат на еден таков начин преку тие фотографии да прошетаат низ нашата убава Македонија, да отидат и да уживаат. Изложбата ќе биде отворена колку време? 3 до 4 часа. Истиот ден. Поставена колку време ќе има? Не истиот ден, само толку, да, еден ден ќе. Значи кратко уживање. Ќе го искористиме да го искористиме моментот, тоа се вика. Немаме можност за следни денови, значи да го искористиме тогаш моментот. Знаеш како, може на тоа да биде 26 април. повод луѓето што ќе дојдат и ќе ја видат, да ги испратите на некои од тие места кои што ќе ги доживеат преку фотографија. Да. Тони, ти благодариме. Да, и ќе се видиме, како што рековме, да малку да позборуваме повеќе за овие прошетки, ни интересира уште многу. Успешна изложба посакуваме.